Đavo se izlaga od čovjeka. Čita Aleksandar Stanojkov. Gledajte jeden kazandžio ti bakarot bil crven, ić njemu bilo na tjeot i svejedno si veljal sam so sebe, anasana. Kako da možev da i kalajsuam kazanivi da bida beli, a ne vaka crveni za da stanam prv kalajđija. Така мислејќи си казанџијата, баји време, се сетил да земе калај и да калајсуа казани. Со прво го згреал казано на огно арно и му удрил калајо да го обелуа. Ти го вртел калајово казано стопен, ти го вртел ѓоа да се обели, арно ама калајо бегал по бакаро како живо стребро и нити една капка не се залепувала. Бре се мачил калајџијата, бре се лутил дека не можел да го калајсуа. Едно чудо, Лутејќи се калајџијата, мнозина пријатели што беа дошле да гледаат сеир, му велеле, едно, друго да клајат во калајот, да белчим ќе вати. Арно, туку таму беше се притрусал и ѓаало, да кој што ќе кажеше, тој ќе му го расипеше. Оре, ништо не треба клање, му велел. Само калајо да се стопи тарно и поајќе ќе треба, да, друго ништо не треба, да. Само треба да се погодат драмоите на калајо и друго ништо. Ама па и веднаш не бидува, треба човек да се мачи, да после да се научи. Од тие ѓаолски збори што и велел, сите што гаѓале да се клава нешто друго во калајота да ватит, се кандисуале на зборот од ѓаоло, што се кандисуале и на овој калајџија, да се мачил 3 дни и 3 ноќи. Под со оки течело од калајџијата, едно чудо јаглење изгорел и едно чудо калај поарџи. Мака голема била за калајџијата. Едно, оти не можел да го најди како треба да се калајлиса, друго, од ѓаоло што му идел набрго на дуќан и му нааѓал маана, кога за калвата не држел арно, кога за огно не бил силен, кога малку било калај и друзи ѓаолски пукачки што му носел, да се срди калајџијата и да грешаа. Зборувајќи му вака ѓаоло, sejedно беше му се здодеало на калајџијата, ти беше ти го истерала нешка од дуќан со лотина голема. Каде ли си ти бре човече, што си ми застанал на глава да ме судиш? Јок вака требало да се држи казано на огно, јок малку било огно, јок калајо да бил поеќе, јок ова било, јок она било. Зар сум те канил да ме учиш ти како да калајлисувам казани? Јој ми си по работата и не иди ми овде, оти ако ми дојш уште еднаш да знаеш оти ќе те истуркам од дуќан надвор. При се што бил ѓаоло бестрамник како некоја ѓупка што пита од жените, пак малце беше се устрамил за очи за друзите и се излегол од дуќан надвор шепотејќи, да застанал до една чешма да го чека калвата кога да оди да леи вода и да му се смеи. Не помина малце време, отишол калвата да залеи вода и веднаш ѓаоло беше го запашкал. Бре, го калајса мајстор ти казано дека не сум јас тамо? Не го калајса, да го земи ѓаоло и казано и мајстору, му рече калвата. Нека се помачи уште некој ден, да ја ќе го калајлиса, ја не, од двете едно. По 2-3 пата на ден што одеше калвата на вода, се така го прашаше и го надупуваше да се скара со мајстору и да побегне. Еднак вечерина, ошол калвата да налии вода и го прашал ѓаоло, калва го калајсавте казано, али уште не е. Одешто бил напукан калвата на мајстора си, ти некако му се вдало да речи, пукна ѓаоло бре човече, го калајлисав ми друго, што има да правиш? Кога чу ѓаоло од калвата тој збор, му идеше дури да пукне и му рекол, ами кој ви кажа бре калва нишедар да му клаите за да вати калајо? Кој ни каза, твоја работа не е и ти да си знаеш. И трбидејќи калвата, веднаш се сети оти нешедар ќе сака и тога дури го сети ѓаоло, оти бил тој човек што се едно прашал и надупувал. Отрчал на дуќан и му кажал на мајсторо како што му кажал ѓаоло, да купил нишедар и едно го посолиле казано, беше се залапил калајо како туткал. Од кога го калајлиса казано, го извадоа пред дуќан да го гледаат светот. Сите што го видоа се зачудија и пријателите на калајџијата му велеа,
Веќе пукна ѓаволо мајсторе, го калајлиса казано. Слушајќи ѓаволот тие збори од пријателите од мајсторо, а најпоеќе од калвата, што многу се радувал дека се излагал ѓаволот и му рекол: кој ви кажа да клајте нишадари да го калајлисате? Од голема мака што му идела на ѓаволо, тики беше пукнал и осмрдел целата чаршија. И со тоа пукнување и осмрдување од ѓаволо, та направи едно лошо на тој занаат, што и ден денеска таа смрдеја ја има кај калајџиите кога да калајлисуваат садови. Кој не верува, нека оди кај што калајлисуваат калајџиите и да му мирисни смрдејата останата уште од тогај.